Во ред, денеска е 31. август, значи последниот ден од овој август и овој месец го поминавме некако. Утре е 1. септември и за среќа на школарците, ќе кажам, не почињаат овој пат од први, туку од втори. Еден ден. Меѓутоа, 1. септември не е познат само по тоа што учебната година, барем кај нас, започнува тогаш. Дали може би, вратите се малку назад низ историјата, ви е познат по нешто 1. септември. Ова не е во темата, меѓутоа сакам да се осврна малку на актуелни случувања во светот. 1. септември пошто е познат како датум? Историски датум. Хитлер ја нападна Полска и започна Втората светска војна. Сега се прашувам дали може би на 1. септември ќе почне и Третата светска војна. За тоа ќе видиме. Може би изгледите во последно време, баш како што пратев овие денови вчера или денеска од Сабајле, не се многу големи, но големиот Вавилон сака да си оствари целта и да ги стави под своја управа сите. И за чудо, денеска ќе видиме баш тоа не е темата, тоа е дел од Троангелската вест, односно ќе започнеме со втората ангелска вест. За чудо, како што може би некои сметаат, Вавилон нити е Иран, нити е Ирак, нити е Сирија, нити е некој, не знам, божички или не знам каков народ. Денеска токму тоа ќе ни биде задача. Да видиме кој всушност е големиот Вавилон. И дори имавме некои моменти кои што може би ќе се повторат на некој начин или ќе добијат своје дообјаснување. Имавме такви моменти во пауката, а денеска е веќе некако во малку сличен, може да кажеме, стил ќе продолжиме и во днешното предавање. Значи, еве да прочитаме повторно на почеток првата ангелска вест. И видов друг ангел како лета посреде небото, 14 глава 6 стих, имајќи вечно евангелие за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност и на секој племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас. Бојте се о Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Тоа е првата ангелска вест. Еднаш одговоривме на ова прашање на самиот почеток, меѓутоа повторно ќе го поставам. Што мислите, која е причината зошто евангелието, вечното евангелие и поготово овие делови, истакнати делови кои што се посебно битни да се нагласат во ова посебно време, му се проповедаат на секој племе, јазик, народ и народност? Од проста причина што големиот Вавилон, блудницата, стои запишено во Откровение 17 глава, 1 стих, и дојде еден од 7 ангели кои ги имаат 7 чаши, проговори со мене и рече: дојде да ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води. Изразот седи значи раководи. Владее. А тие многу води, од 15 стих од истата глава, се всушност луѓето, множествата, народите и јазиците. Истиот израз, или приближниот израз, што се користи во првата ангелска вест. Еве зошто евангелието, вистинското, единственото, вечното евангелие, со сите овие битни вистини, посебно за ова последно време, треба да стигне до секој колено, до секој јазик, до секој агол од земјата, затоа што сите се опиени од Вавилон и од неговото вино и од лажните науки. Знаете, некогаш се прашуваме, зашто луѓето во последно време многу не слушаат Евангелие, не сакаат да слушаат. Па колку може да слуша и колку може да ве разбере опиен, пијаница, напиен човек. Луѓето се опиени денеска со лаги, со манипулации, со лажно Евангелие, со лажни доктрини, лажни науки. И не е едноставно, не е лесно да едноставно допрете, односно Господ, Светиот Дух, допре до нивните срца. Меѓутоа, наша задача е веста да ја однесеме. И
за да знаат, за да разграничат што е Вавилон, што е вистината, што е лажното Евангелие, а кој е вистинското Евангелие. Затоа што истата таа вест во 18 глава читаме Откровение од 1 до 5 стих изискува, односно бара одлука. Одлуката е да се напушти Вавилон, да се излезе од Вавилон, затоа што Вавилон ќе заврши во оган. Вели, потоа видов друг ангел, 18 глава Откровение од 1 стих, како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас, велики, падна големиот Вавилон. Тоа е втората ангелска вест. Падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови и засолниште на сите нечисти и гадни птици. Тоа е Вавилон. Таму немате ништо чисто, па камо ли чисто Евангелие. Зошто сите народи пие од виното на незиното распалено блудство, пазите овој израз, сите народи пие од незиното распалено блудство и земните цареви блудствуваа со неа и земните трговци се збогати од незината претерана раскош и чув глас од небото да вели излезете од неа народе мој. Господ има свој народ во тој систем се уште. Може би се уште опиен, може би се уште со лажно Евангелие, со лажна наука, меѓутоа Господ има свој народ, затоа веста треба да стигне до таму и да со повик излезете од неа народе мој, за да не бидете соучесници во незините греови и да не ги примете незините зла. Зошто незините греови стигнаа до небото и Бог си спомна за незините неправди. И понатаму се опишува и казната. Значи ги видовме оние битни вистини од првата ангелска вест, посебно за ово последно време. Бојте се од Бога. Во Вавилон, во тој систем, нема страф од Господа. Па вие и самите гледате. Не само политичарите. И тие кои што се во тој систем. И религиозните водачи немаат страф од Господа. Подајте му слава. Дали се слави Господ или пак се слави смртно значи, суштество, односно човек, е прашањето. Дали се светкува саботата или се светкува сосема друг ден? И ред други работи овде се вклучени. Дори ако се сеќавате на темата која зборувавме за дојде часот на неговиот суд, по таа тема спаѓа и состојбата на мртвите. Денеска целиот свет е заблуден дека човекот живее после смртта. Наспроти Библијата која што вели дека човекот спие и човекот не е свесен за ништо и чека на воскресението, на оној ден. Значи, еден куп работи во кој што светот е навлезен и заблуден. Значи, го читаме 8 стих, преминуваме на втората ангелска вест, иако читавме нешто слично и во 18 глава, падна, значи и друг втор ангел дојде по него, велејки, падна големиот Вавилон, или ако го имате ревидиране од превод, уште појасен, падна Вавилон, големиот град, зашто сите народи ги напои со жестокото вино на своето блудство. Знаете, зашто паднал Вавилон? Сте проучавале, сте читале, кога паднал Вавилон? Вавилон е паднат одамна. Вавилон падна затоа што ја отфрли првата ангелска вест, затоа што го отфрли чистото, вистинското, вечното Евангелие. И падна, како што самиот стих вели, затоа што ги напои, отфрлајќи го вечното Евангелие, вистинското Евангелие, ги напои народите, и затоа ќе понесе својата казна, со лажно Евангелие, со лажна наука. Затоа паѓа Вавилон. И кога станува збор овде за Вавилон, не се мисли за првобитниот Вавилон, туку за Вавилон на Навуходоносор. Таа неовавилонска империја. Зато што сите ние добро знаеме дека овие работи што не си откриени, овие пророштва од откровението се во непосредна врска и поврзано со Даниел и неговите откровенија и пророштва. Таму ги имаме истите тие зверки, таму го имаме кипот, таму го имаме, значи, тој Вавилон за кој што се зборува во оваа втора ангелска вест, и пред се денеска се однесува тоа на духовниот Вавилон.
За да видиме кој е Вавилон, односно што е Вавилон, ние накратко денеска ќе ја разгледаме историјата на Израел. Многу накратко, за да видите сличности. Историјата на Израел, оно што се случувало со Израел и што некои моменти спомнавме за време на пуката, е всушност миниатурна слика на она што се случувало со Вавилон и денеска со христијанството воопшто. Значи, пред се во период од Синај па се до падот под Вавилонско робство и доаѓањето на Навуходоносор и неговото уништување на градот Иерусалим и храмот и така натаму. Затоа, за таа цел ќе свртиме на почетокот во Излез или 2 Мојсеева во 19 глава. Излез 19 глава. 2 Мојсеева 19 глава. Овој концепт што сега ќе оспомнеме не е непознат, тој е посебно забележлив во Новиот Завет, меѓутоа го има и во Стариот Завет. Господ сака да склучи завет, и тоа брачен завет со својот народ. Израел е избран народ од Господа, како што црквата Христова е избраниот народ од Господа, со кој што Христос склучува брачен завет, така и Господ со Израел склучува брачен завет. Еве, читаме од 4 до 6 стих. Значи 19 глава. Вие видовте што им направив на египетците, како ве носев на орелски крилја и ве доведов при себе. Че ова е непосредно но самиот Синај пред да се дадат 10 заповеди. Затоа, ако ми се покорувате верно и го држите мојот завет, вие ќе ми бидете посебна собственост покрај сите народи, па мој е целиот свет. Вие ќе ми бидете царство, свештеници, свет народ. Кажи им ги тие зборови на израелците, ова се зборови упатени од Господа до Мојсе. И потоа вели, Мојсе се врати и ги свика народните старешини, па им изложи се што му нареди Господ. А целиот народ одговори едногласно. Еве реакцијата на народот. Ќе правиме се што нареди Господ. И тогаш Мојсе отишел назад и му го пренел одговорот на Господа. Значи, тие се заветувале. Знаете, секој завет има своји одредби, своји принципи, правила, прописи. Така и овој завет има своји принципи, правила и прописи, кои што се забележени во 20 глава од Излез. Тој всушност брачен завет на некој начин меѓу Господа и неговиот народ. 10 заповеди. Завет на верност. Тоа обично брачниот завет се склопува на основа на верност. Дека мажот и жената ќе бидат верни до самата смрт. И во добро и во зло, знаете како и да тие зборови. Истото го гледаме и овде, нормално во една преносна смисла. За да видиме дека ова е навистина брачен завет, ќе читаме во Еремија. Иако овој превод него вели тоа, 31 глава Еремија, Данечич Караджич, ако има некој, може би Ангел, не знам кој има. Меѓутоа, еве ќе прочитаме од овој превод, па ќе ви кажам како вели оригиналот и како велат некои од преводите, повеќето англиски преводи, Данечич Караджич. Во двата македонски преводи не стои јасно. Меѓутоа, еве ќе прочитаме 31 глава, 31 стих. Еве доаѓаат денови, говори Господ, кога ќе склучам нов завет со Израелевиот дом и Јудиниот дом. Не завет како што склучив со нивните татковци во денот кога ги изведов за рака за да ги изведам од египетската земја. Завет што тие го раскинаа. Иако јас сум нивни господар, говори Господ. Јас сум нивни господар. Ако читате во Данечич Караджич, јас им бев како маж, стои овој израз, така и во оригиналот. Заветот што Господ го случи беше брачен завет со својот народ. Завет на верност, кој што тие, што читаме овде, го раскинаа. Што се случи со Божиот народ и што често пати се случуваше, како што истакна и брат Зоран за време на пуката. Сега ќе отвориме и тука малку повеќе ќе се задржиме за да видиме оваа слика на отпад кој што подосна се случува и во самото христијанство. Езекијел 16 глава. Овде имаме еден куп изрази. Езекијел 16 глава, најнапред 8 стих,
како дополнување на ова од Еремија што го читавме. 8 стих од 16 глава Езекијел. Поминав покрај тебе и се загледав во тебе и ете твојата возраст беше добра за љубов. Ги расширив врз тебе своите скутови и те ја покрив голотата. Ти се заколнав, исклучив завет со тебе, зборува Господ Бог, и ти стана моја. Која е невестата? Израел, Божиот народ. Господ е маж. Читавме во Еремија. Се склучува брачен завет, завет на верност. Но, што се случува со жената, со Израел? Втори стих, од истата глава. Човечки сине, покажи му ги на Иерусалим сите негови гадости или гнасоти, збор кој што често пати се среќава во Откровение. И тоа во непосредна врска со Вавилон. 14 стих од истата глава. Гласот за твојата убавина се расшири меѓу народите, зашто ти беше совршена во мојот накид, што го стави на тебе. И 15. Но твојата убавина те занесе, заради својот глас му се предаде на блудството. Своето блудство му го нудеше изобилно, на секој минувач негова беше. Неверојатно. Невестата Христова. Убавината со која што беше украсена од Господа ја занесе Божјата црква и таа почна да блудствува со секој минувач. Секој минувач вика беше твој. Уште пострашно, 17 стих. Ги зеде и сребрените и златните накити со кои што те украсив јас и од нив си направи машки ликови за да блудствуваш со нив. Каков отпад? Може да држите овде прст, затоа што ќе се вратиме. Сега во Езекијел 23 глава исто. Овие глави се многу слични по својата содржина. 23 глава, 40 стих. Па испраќаа помашки оддалеку, и ти им се страчуваа, штом гласници ќе стигнеа кај нив, а ти се капеше за нив, ги мачкаше своите очи и се китеше со накид. Сакаше да им се допаднеш, да им се додворуваш. Ико не е темата тоа, меѓутоа прашање е дали ова денска и самата црква Божја не го прави. Но тоа понатаму. Некоја друга сабота. Повторно во 16 глава Езекијел, 26 стих. Се подаде на блудството со синовите на Египет. Со силни тела го множуваше блудствувањето за да ме разјариш. 28 стих. Блудствуваше и со синовите на Асир, и со Египет, и со Асир. Флертувања, блудствувања со околните народи, што Господ изречито го забранил. Знаете како ги почнува Господ 10 заповеди? Која е првата заповед? Немој да имаш други богови освен мене. Продолжува понатаму. Потоа втората заповед е немој да имаш идоли. А еве во каква ситуација запаѓа непосредно пред да дојде како казна Вавилон врз Божиот народ. И ова само како слика за подоцна оно што ќе озборуваме. Езекијел 23 глава, значи повторно во Езекијел 23 глава, 38 стих. Уште ми го направио и ова, во оној ден го обесчестија моето светилиште и ги обесветија моите саботи. Страшен опит. И не само тоа, знаете ли која била најголемата гнасотија која што се случила среде Божиот народ? Езекијел 8 глава. Идолопоклонство во храмот носи наслов овде оваа глава во овој превод на Константинов. Од 15 стих. Односно претходно читаме тука дека жените го оплакувале Тамуз. А потоа од 15 стих се вели: и ме рече, гледаш ли човечки сине, визијата, значи што му ја дава Господ на Езекијел, а ќе видиш и полоши гнасоти од овие. Значи не е ова е малку. Еве што следува. И ме поведе, 16 стих, во внатрешниот двор на Господовиот дом.
Таму привлезот во Господовиот храм, меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе свртени со плеките, со грбот, значи, кон Господовиот храм, а со лицето кон исток. И таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. Страшно. Господ секојаш имал своји верни и покрај ваквите страшни отпади и во тоа време. Господ имал верни. 9 глава Езекијел. Овие познати стихови, кои што ги користиме често пати за запечатувањето на Божиот народ, читаме од први стих во 9 глава Езекијел. Тогаш извика во моите уши со голем глас и рече: казна за градот. Приближете се секој со своето гибелно оружје во раката. Казната заради отпадот кој што ќе следи. И ете, дојдоа 6 луѓе од горната врата што се свртени кон север, секој со гибелно оружје во раката. Меѓу нив имаше еден облечен во ленена облека со писарски прибор во појасот. Тие влегоа и застанаа покрај бронзениот жртвеник, а славата на Израелевиот Бог се крена од херувот над кој што трепереше кон прагот на домот и го повика човекот облечен во ленено кој имаше писарски прибор во појасот. И Господ му рече: помени низ градот Ерусалим и обележи ги со знак Тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него. Ево го верниот остаток. А на другите им рече, 5 стих: пред моите уши тргнете по него низ градот и убивајте без милосрдие. Вашите очи нека не се сожалат и немајте милост. И што вели таму на крајот од 6 стих, од каде треба да почне гибелта и казната? Почнете од моето светилиште. 9 глава Езекијел. И тие почнаа од старешините кои што стоја пред домот. Од оние кои што го раководеле народот, старешините, пасторите. Страшен отпад. Господ со својот остаток. Раскинување на тој завет. Неверност, непослушност. Заради неверие не влезе Израел во ветената земја. Цела една генерација. Меѓутоа ќе кажете и ќе кажат луѓето денеска: ама вакво нешто не е можно во христијанството. Е сега оној концепт, истиот концепт во Новиот Завет, го наоѓаме во Ефесијаните 4 глава. Ефесијаните 4 глава. Познатите стихови. Се извинувам, 5 глава, само да видам 5 глава. 5 глава, Ефесијаните 25 стих. Мажи, любите и своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водното капање во Словото. И да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Христос е женикот, младоженецот. Христовата црква е неговата невеста. И тој го даде својот живот за неја. Дори во второ послание до Коринќаните 11.2 стои вака, второ послание до Коринќаните 11.2. Зошто ревнувам за вас со Божја ревност? Зашто ревнувам за вас со Божја ревност? Бидејќи ве свршив со еден маж за да ве приведам како чиста девица пред Христа. И навистина црквата во првите векови, еве читавме за Ефеската црква, значи од 30 година па до 100-та година некаде, од крајот на првиот век после Христа, беше чиста. Зошто? Затоа што се држеше до началата, се држеше до чистото, вечното Евангелие. Но полека како одминуваше времето, како што коментиравме, се изгуби таа прва љубов и што се случи? Се појави отпад.
уште на почетокот во христијанската црква. После маченичката смрт на повеќето од апостолите, се случува отпад. Повторно изневерување, кршење на заветот, второ послание до Солуњаните. Овие познати зборови. 2 глава. Никој да не ве измами ниту по каков начин, зашто тоа нема да се случи доека, значи станува збор за второто Христово доаѓање, Павле вели, тоа нема да се случи се доека најпрво не дојде отпаѓањето, значи во отпадот, и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој се противи и се воздига над се што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне во Божиот храм, во Божијата црква, и ќе се представува себе си дека тој е Бог. А антихристот ќе произлезе од Божијата црква, од христијанството. Видовме како слика во самиот Божи народ, Израел во Стариот Завет што се случувало. Какви гнасоти. Денеска во денешно време, односно сме во времето на првата црква, апостолската црква, веднаш откако заминале апостолите, се појавува отпад, искривување на вистинската вера. Антихристос седнува среде христијанската црква во Божиот храм и се представува себе си дека тој е Бог. И забележите, син на гибелта е наречен. Знаете, уште на едно место друго, Библијата некого нарекува син на гибелта. Сеќавате ли кој? Во Јован 17 глава, кога се моли Исус за остатокот, значи за неговите апостоли да бидат сочувани, вели освен, да отвориме Јован 17:12, да не кажувам на памет, Јован 17:12, доека бев со нив, јас ги чував во Твое име оние кои ми ги даде и ги запазив, па ниједен од нив не погина, освен синот на гибелта, за да се исполни писмото. На кого се однесува ова? На Јуда. Јуда беше еден од 12 апостоли. Отпадот се случува во самата црква. Значи се запознаваме со тоа всушност што е Вавилон. И во 17 глава Откровение, кај што најјасно Јован запишал, станува збор, како што видовме и предходно, од првиот стих, која читавме дека оваа блудница, наречена Вавилон подолу, за тоа ќе зборуваме во некои од следните саботи, седи над многу води. Ова е, значи, блудница, ова е глобална црква, ова е глобален отпад. Црква која што е глобална црква. И која што ги напојува сите народи со вавилонско вино, со лажни науки и теории. И среде таа црква, Антихристот седнува во Божиот храм и се прави дека е Бог. И еве ги сличностите сега на денешниот Вавилон со она што му се случувало на Израел, со оној голем отпад. Навуходоносор е тој кој што бил казната за Божиот народ во случајот кој ги читавме, нели, оние навестување во Езекиел 16 и 23 глава, и уништувањето на градот и храмот се случило. Остана мало остаток. А овде забележуваме многу големи сличности. Откровение 17 глава, читаме 2 стих. Таа блудница која што седи на многу води, со која блудствува земните цареви, а жителите на земјата се напи од виното на незиното блудствување. Го читав истото тоа за Израел. Блудствуваше со околните народи и цареви. Сетте се на Соломон, како пример. Колку жени имаше и од каде му беа сите тие жени? Од околните народи. Се поврзуваше со околните народи. Ете со цел да има просперитет и Израел. И тоа не беше така Божја волја. Гледаме 4 стих, 5, 6 може да читаме. А жената беше облечена, че таа блудница, во пурпурно и во црвено,
и украсена со злато и со скапоцени камења. Тоа го читавме и за Израел. Накит, убавина со која што ја украси самиот Господ. Држики во својата рака златна чаша полна со гнесоти и нечистоти од незиното блудство. На челото пак и беше напишано име Тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнесоти. И ја видов жената како се опива со крвта на светиите и со крвта на Исусовите сведоци и се зачудив многу кога ја видов. Че овој систем, оваа глобална црква, како што правила во минатото, така ќе прави и во денешно време. Ќе прогонува. Ќе ги убива светиите, оние кои што го имаат чистото Евангелие. Затоа и започнавме денеска со разгледување, кратко разгледување на историјата на Израел, за да видиме дека тоа е само една миниатурна слика и да уочиме дека во самата Божја црква од таму произлегува Вавилон. Не е Ирак, Иран, не е Сирија, не е некоја, не знам, божечка сила, некој антихрист кој што ќе се појави, не знам, од просторите тамо на Средниот Исток. Не. Тоа се исто така лажни предпоставки и науки. Во самата црква, во самото христијанство е Вавилон, тука е антихристот, и за тоа ќе имаме доста време понатаму да зборуваме. И оваа блудница, која што овде е спомната, е само еден дел од овој систем. Меѓутоа таа е таа која што раководи. Сетте се само на Ахав. Тој бил цар, меѓутоа кој раководел со целата работа? Неговата жена, Језавел. Преку неа, значи, таа раководела и со царот, и со еден куп лажни пророци. И денеска имаме опис во Откровение 16 глава, 13-14 стих, дека во овој сојуз има троица покрај оваа блудница, која со сушност е и зверот од 13 глава. А блудница, кажале, а зверот од 13 глава, тоа е едно те исто. Во 16 глава, значи, рековме 13-14 стих. И видов како од устата на змеот, и од устата на зверот, и од устата на лажниот пророк излегуваат три нечисти духа како жаби. Имено тоа се демонски духови кои прават чуда и одат при царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во великиот ден на Бога Семокниот. Како ги собираат со измами, со манипулации. Го гледаме ова лажно тројство, да кажам. Змеот, зверот и лажниот пророк. Зверот е блудницата. Сушност. Но Господ има свој народ и во овој последен период од историјата на оваа земја, кој што верно ќе го објавува вечното Евангелие, ќе објавува троангелската вест. Господ има свој народ во тој систем, среде Вавилон, народ кој што треба да ја чуе оваа вест и да донесе одлука. Или да излезе, или да остане таму каде што и да заврши заедно со Вавилон. И оно што мене ме плаши и мене ме загрижува е тоа што се случува со Божјата црква денеска. Даже дали можеме не се повторува истото и со Израел. Место да, каде ни е силата, зашто не ја проповедаме троангелската вест, зашто се повеќе ја нема таа вест? Не постои. Немаме сила да ја проповедаме и да ги повикуваме другите да излегуваат од Вавилон, кога ние чекор по чекор како да влегуваме во Вавилон. Така стојат работите. Прифаќаме нивни методи на работа. Се учиме, замислите си, од евангелска црква или од не знам која што се Вавилон, просто кажано и едноставно. Тие тоа го прифатили или не, тие проповедаат лажно евангелие. И се учиме од нив, ни носат нивни професори во наши школи да не учат како ние да проповедаме евангелие, односно да бидеме успешна црква и да ги полниме нашите редови, или под наводници да си ги полнат джебовите некои. Повеќе ми изгледа дека е тоа. Значи, жалосно, меѓутоа Господ има свој народ. Ако забележавте во Езекијел 9 глава, кој беа негов народ? Значи, гнасоти се случуваат во Израел. А неговиот народ, оние кои што го добиваат оној печат Божи, знакот тау на своите чела, се оние кои што, како беше израдот, Езекијел 9 глава, пообени низ градот Иерусалим, 4 стих, и обележи ги со знак тау,
челата на сите кои што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него. Вавилон не е, не знам, божичка сила. Вавилон е отпаднатото христијанство, така наречено христијанство. Тоа е Вавилон. Нека Господ ни помогне да не бидеме опиени од неговото измамливо блудничко вино, затоа што навистина само вечното Евангелие е оно кој што може да не однесе на небо, да ни обезбеди спасение. Само тоа Евангелие е оно Евангелие кој што го проповедале апостолите, кој што Исус го оставил. И самите апостоли, да се подсетим во Галатјаните, велат дека и ангел да се симне од небо, тие го ви проповеда друго Евангелие, нека ви биде проклет, анатема фрлаат апостолите. Живееме во сериозно време, кога се одлучува за секоја душа и наистина треба да проучуваме, да бидеме цврсто поврзани со Божјата реч, на тој начин со Господа, за да не бидеме и ние измамени. Нека му е слава на Господа. Амин.